верувам дека оваа тема ќе биде интересна за гледачите со оглед на тоа дека за прв пат ја правиме токму од терен, но верувам дека и многумина од гледачите и всушност се метеопати, се осетливи на времето, но не знаат поточно за што станува збор. Кои симптоми поточно се појавуваат кај оние кои што се метеопати, односно оние луѓе кои што се осетливи на времето, и дали всушност метеопатијата е призната како состојба, медицинска состојба? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка, доктор Ирена Витановска. Да ја посакаме добро утро. Добро утро на сите. Докторки, на самиот почеток напоменав дека верувам на вистина ќе биде интересно за нашите гледачи, а и вие ми го потврдивте тоа, правиме една убава интересна тема. Дали е ретко да се биде метеопат? Не е ретко, тоа е многу често и од секој пат имало метеопати, само не сме го разбирале тој појам. И тој уствари не е болест, туку е као еден синдром, скуп на симптоми, и кај секој човек е различит. Различити симптоми се појавуваат. Значи, некај деца, некај млади луѓе, него кај возрастни луѓе, хронични болни, и најчесто е, приметуваме, например, кај пациентите, доаѓа хипертензија, значи висок притисок, реагираат така, циркулаторни проблеми, болови насекаде по тело, зглобовите ги болат, главоболка имаат. Значи, то се јавува изненада кај луѓе кога се менјава температура, изненадно. Имаме низок воздушен притисок и затоа луѓето реагираат. Не е ништо страшно, затоа што телото се адаптира на секаква промена, али затоа што е нагло, затоа имаат проблем. Значи, сите возрастни луѓе имаат проблем. Или спијат, например, или се уморни и така натаму. Појавата на овие симптоми, верувам, не е страшна, нормално е поради тие промени во температурите, односно температурните разлики, но кога треба да посетиме медицинско лице? Нема потреба да се посети медицинско лице, затоа што сите хронични болни си имаат своји терапии. Сега, ако тоа биде нешто алармантно, например, хипертензија екстремна, тогаш доаѓаат кај нас, кај докторите, и им советувам, или ќе се јават на телефон, ќе им кажеме уште една плюс терапија и така. Поминуваат. Меѓутоа, имаат аналгетици, доста има во аптека, може да течности може да земат, чаеви, лимунади, да се одморат дома и додека не помине симптомот. И не е страшно ништо. Се случува ли пациенти да не знаат дека се метеопати, да мислат дека имаат некој друг здравствен проблем, па тука вие да ги упатите во точната насока? Углавном, знаете, од старо време, луѓето знаеле за тоа, па вика, ова ми е од времето, ме боли сега. Мислам дека доста од нив знаат. Меѓутоа, некој пат, заради хипертензија и главоболка, се јавуваат, тогаш не знаат дека е од тоа. Меѓутоа, учесталост на такви пациенти нас ни укажува дека е метеопат. Генерално медицината, дали ги признава метеопатите, односно метеопатијата како состојба, или се смета за некое субјективно чувство? Не, ние знаеме дека симптоми се тие при промена на време, то се циркулаторни проблеми. Ја признаваме нормално, метеопатија има луѓе кои се и многу осетливи. Значи 2-3 дена пред да се појави опште промена на време, силни главоболки се јавуваат. Да. Докторке, пред самиот крај, може ли да дадеме една порака на гледачите, односно за сите оние кои што се чувствителни на времето? Уште на самиот почеток напоменавме дека ги има во голем број, дека не е ретко да се биде метеопат. По тука што им препорачувате, иако дадовме веќе дополнителни совети? Значи, на свеж воздух може претходно да излезат, да бидат по-силни во имунитетот, да се адаптираат полесно. И гледам дека народ си шета, добро е тоа. Да си спрема терапија, редовно да си пијат терапија. Ако тоа симптомот е нешто што не може да издржи, тогаш да се јават по телефон на својот доктор или да отидат во амбуланта. Најдобро е таа консултација кога и да се чувствува дека проблемот е поинтензивен. Ви благодарам многу за одвоеното време.
Се надевам дека оваа тема беше прилагодена и на временските услови кои што може да се забележат во последните денови. Имаме врнежи од дожд на повеќето места во Македонија. Вчера можеше да се види и во главниот град во Скопје, така да верувам дека доколку нашите гледачи можеби почувствуваа некакви симптоми во ова вклучување на лице место, им појаснивме поточно за што станува збор.